Првично сакам да честитам за отварање на првиот промотивен штаб во Прилеп на движењето Знам за наша Македонија. Да посакам успех на престојните председателски и парламентарни избори. Воедно од аспект што ќе направам, сакам да ја вратам власта на граѓаните. Преку непосредниот избор на председателот на државата, граѓаните да имаат свој председател, кој што нема да има обврска кон политичките партии, туку главната негова обврска и преокупација ќе видат граѓаните и во рамки на своите уставни надлежности ќе се грижи за статусот на државата во меѓународната заедница, да отвара нови полиња за разговор, преговор и создавање на нови пријателства, засилување на стратешките пријателства, дополнително да се грижи за суверенитетот и интегритетот со тоа што како врховен командант на државата ќе го подигне нивото на армијата и да учествува индиректно преку своите представници во престојните реформи во делот на правосудството, бидејќи тука се неговите надлежности. Но онаа што е најбитно е Македонија да избере председател и граѓаните да одлучат за председател кој што директно ќе ги представува нив. А тоа е при секоја грешка на законодавниот дом, при носење на законите, истите да ги врати назад на повторно разгледување, доколку истите се спротивни на интересите на нашите граѓани. Во оваа прилика сакам на сите кандидати кои што ќе учествуваат на овие предстојни председателски избори, да им честитам, да посакам ферплей кампања, иако како оди веќе постапката, согласно законот, не очекувам дека ќе биде, но знам како политичка партија ќе го даде својот максимум, како една нова политичка сила во државата, да се представи достоинствено, честно и одговорно. Граѓаните ќе добијат можност да избираат овој пат и нетрадиционално да гласаат само против, туку за прв пат ќе имаат можност да се одлучат и за. Верувам дека нивниот избор ќе биде движењето Знам и јас како кандидат за председател на државата, а на крајот конечно тие го имаат последниот збор. Јас ставам знак равенство и помеѓу политичките субјекти кои што се менуваат, бидејќи ние имаме состојба каде што ДУИ е континуирано на власт, час ќе си го има за партнер ВМРО ДПМН, од друга страна ќе си го земе СДСМ и тие му одат во прилог и контекст на ДУИ во континуитет. До сегашниот председател Пендаровски не го видовме со ниту еден потек да се одважи и да покаже со прст или пак да промени одредена одлука на централната власт, што значи дека во континуитет се согласуваше со сите одлуки на централната власт, а сите тие одлуки до сега беа апсолутно погубни и за граѓаните и за државата. Но ќе оставам на граѓаните да проценат и во делот на неговото делување, а и во делот на делувањето на власта, а тоа ќе го кажат на самите избори.